Кошница повеќе, кошница помалку. Некогаш се живееле двајца браќа на имотот што им го оставиле во наследство родителите. Помладиот брат приграбил за себе многу поголем дел од имотот и бил побогат, а постариот брат бил сиромав. Помладиот брат се оженил со една богата девојка, а постариот се оженил со девојка од соседното племе, која исто така била голтар како него, но многу паметна. Поминале 10 години, Господ на постариот брат му дал половина дузина деца, додека помладиот не добил ниту едно дете, зашто богатата девојка со која се оженил и која била девесница е многу постара од него, водела во младоста развртен живот, па не можела да има деца. Затоа, утеха за помладиот и побогат брат и за неговата завислива жена, било богатството и тие со секој изминат ден сакале да бидат побогати и побогати. Помладиот брат живеел во палата, а постариот во една колиба што се наоѓала до палатата. Една вечер сиромавиот брат отишол во шумата да набере дрвја, за да има постојан оган во колибата, за да не му премрзнат децата. Кога навлегол во шумата, месечината силно светила, а небо како да било ден. Сиромавиот брат набрал дрвја и кога го врзал во нарамник да ги однесе дома, чул ситно крцкање на гранките во шумата. Се исплашил и се скрил во еден жбун во близината. Кај жбунот пристигнала глутница од 10 јагуари и седнаа во грук гледајќи кон месечината. Тогаш некој што беше невидлив одозго распушти пред јагуарите 11 кошници со храна. "О, ти духу на шумата!" извика најстариот јагуар. "Ние сме десетмина, а ти ни пушташ ноќеска 11 кошници со храна. Што треба да значи тоа?" Од крошната на највисокото дрво, духот на шумата одговори: "Ви наредувам 11-тата кошница со храна да му ја дадете на човекот што се крие во џбунот. Тој е добар човек и кога доаѓа да бере дрвја, не сече млади дрвја, туку собира суви дрвја и гранки." Сиромавиот брат беше многу преплашен, но кога ги слушна овие зборови на духот на шумата, се успокои и се зарадува што ќе однесе дома кошница полна со храна. Откако си ја изедоа храната од кошниците, јагуарите си заминаа, а сиромавиот брат ја зеде полната кошница и нарамникот дрвја и си отиде дома. Кога се раздени, тој ги повика жена си и децата да се нагостат со храната од кошницата. Во кошницата имаше многу храна и сите тие за прв пат во животот јадеа толку вкусни работи. Тие сите лакомо јадеа, кошницата се така си стоеше полна. Наскоро за оваа волшебна кошница дознаа луѓето од целата Малока и по неколку денови речиси сите им идеа на гости, јадеа, пија, а кошницата се така беше полна. Така измина цела година. Помладиот брат и жената, љубопитни, но и многу завидливи, отидоа и тие на гости кај сиромавиот брат и убаво се нагостија од кошницата. На заминување, помладиот брат го замоли постариот да му ја открие тајната на кошницата. Постариот брат први не сакаше да му каже како се случи сето тоа, но најпосле му ја кажа вистината. Уште истата ноќ, помладиот брат ја зеде секирата и отиде на местото во шумата божем ке бере дрвја. Кога стигна кај џбунот, насече со секирата нарамник млади фиденки и тогаш во шумата се слушна крцкањето на гранките. Помладиот брат се скри во џбунот. По кратко време пристигнаа 10 јагуари и седнаа во грук во близината на џбунот и гледаа горен кон јасната месечина. Тогаш некој што беше невидлив одозго распушти пред јагуарите 9 кошници со храна. "О, ти духу на шумата!" извика најстариот јагуар. "Ние сме десетмина, а ти ни пушташ ноќеска 9 кошници со храна. Што треба да значи тоа?" Од крошната на највисокото дрво духот на шумата одговори: "Вечерва ви спуштив 9 кошници со храна, затоа што најстариот од вас овој пат ќе се гости со човекот што се крие во џбунот." Кога најстариот јагуар се упати кон џбунот да го изеде помладиот брат, неочекувано од другата страна на џбунот се појави и постариот брат со кошницата в рака. Постариот брат извика: "О, ти духу на шумата, те молам да му простиш на мојот помлад брат за лакомоста и завидливоста, а јас ќе ја вратам твојата кошница." Духот на шумата ја прифати молбата и им нареди на јагуарите да ги остават браќата на мир. Двајцата браќа се вратија дома гушнати како што им доликува на браќа.
Помалиот брат му даде половина од палатата и од богатството на својот постар брат и така тие си живееја во братска слога. По неколку години и помладиот брат со жена си веќе имаше половина дузина деца. Постариот и помладиот брат веќе немаа потреба од волшебна кошница со храна, затоа што живееа во слога и имаа се што им требаше за да бидат среќни и задоволни.